сте во најновото издание на емисијата Безомразно, реализирана од Македонскиот институт за медиуми. Емисијата е со цел подигнување на свеста во јавноста за против, односно говорот на омраза, и секако ова емисија е посветување на говорот на омраза кон ЛГБТ заедницата и нивните права. Јас сум Богданка Козеска, мои гости денеска во Безомразното студио се Огнен Јанески, уредник и водител во 24 вести, Џабир Берала, од Ампорет, од Организацијата за човекови права Цивил, и Тони Наумовски, доктор на науки и познат колумнист. Добре дојдовте во нашето Безомразно студио. Пред да почнеме да зборуваме токму на оваа тема која што ја најавив, јас предлагам да го видиме истражувањето од анкетата Рейтинг, која што секако е реализирана заедно со Македонскиот институт за медиуми, а потоа се враќаме во студиото со разговорот. Анкета Рейтинг. Анкетата е спроведена онлайн на 70 испитаници кои припаѓаат на некој од сексуалните малцинства. Периодот на анкетирање е од 23 мај до 4 јуни 2014 година. На прашањето колку често ја манифестирате вашата сексуална ориентација, родов идентитет во јавноста, 17,1% од испитаниците одговориле секогаш, 22% одговориле со одговорот често, 34,1% одговориле понекогаш, а 19,5% одговориле ретко и 7,3% никогаш. 2/3 од испитаниците, односно 65,9%, одговориле дека луѓето од нивното пошироко обкружување се запознаени со нивната сексуална ориентација, родов идентитет, додека 34,1% одговориле дека не се. На прашањето колку често забележувате говор на омраза кон сексуалните малцинства, 43,9% од испитаниците одговориле дека редовно забележуваат говор на омраза кон сексуалните малцинства, 46,3% често забележуваат говор на омраза, а 9,8% одговориле дека понекогаш забележуваат говор на омраза кон сексуалните малцинства. Додека ниту еден испитаник, односно 0%, не одговорил дека никогаш не забележува говор на омраза кон сексуалните малцинства. На прашањето каде најмногу забележувате говор на омраза, речиси сите испитаници, односно 97,6%, одговориле дека забележуваат говор на омраза на социјалните мрежи, 85,6% говор на омраза забележуваат на интернет страниците, 78% на телевизија, 73,2% на графити на зидовите, 70,7% во весниците или списанија, 12,2% говор на омраза забележуваат на радио, а 14,4% на некое друго место, односно на улица, во дискотеки, клубови, на работното место, во неформални разговори на училиште или факултет. На прашањето дали сметате дека во последните неколку години говорот на омраза кон сексуалните малцинства се зголемува, 53,7% одговориле дека се зголемува. 26,8% сметаат дека е на исто ниво како пред тоа, а само 12,2% рекле дека се намалува. Речиси секој трети испитаник, односно 36,6% од испитаниците, претрпеле насилство, оштетување на имотот, бил навреден, обесправен, заплашен или слично од менаџер или менаџерка на работа. 29,3% забележале од член на семејството. 29,3% исто така забележале насилство од пријател. 22% од непознато лице, а 7,3% од колега или колешка. По 2,4% од испитаниците били изложени на говор на омраза или насилство од страна на некој во авторитативна позиција, полицаец, полицајка, учител или учителка, доктор или докторка, соученици вработени во државната администрација или здравствени работници. Највисок процент од испитаниците, односно 36,1%, сметаат дека за поттикнување на говорот на омраза кон сексуалните малцинства најмногу придонесува слабиот квалитет на образованието за сексуалноста, недоволната информираност и едуцираност. Речиси 1/5 од испитаниците, односно 20,8%. Проблемот за поттикнување на говорот на омраза кон сексуалните малцинства го лоцираат во игнорантската, односно хомофобичната политика од страна на државата и неказнувањето на говорот на омраза кон ЛГБТ заедницата од страна на надлежните државни институции. Тоа анкетата на агенцијата Рейтинг, како што можевме да видиме, таа покажува еден поразителен податок. На прашањето колку често забележувате говор на омраза, 0% е резултатот на одговорот никогаш.
Па на што се должи ова? Или би почнале со Џабир Дераба? Говорот на омраза е присутен пред се во вокабуларот и во однесувањето на центрите на моќ, односно на власт. Кога вие имате власт која оди со национал шовинизам, дискриминација по сите основи, вклучувајќи и сексуалната ориентација, со години, и тоа го откајувате во општественото ткиво на начин кој е институционален и кој е секојдневен, кој е неуморен, кој дроби. Тогаш нормално е дека луѓето не се ниту наивни, ниту глупави и ќе забележат дека без исклучок дека говорот на омраза е присутен во општеството, во јавноста и секаде околу нив. Го спомна говорот на омраза и во медиумите. Огнен, ти си водител токму во 24 вести, поголем дел од твоите емисии се посветени токму на оваа тема. Дали ти го делиш истото мислење? Мислам дека кај нас главниот проблем кој што се однесува на медиумите тоа што ние немаме никакво разбирање или пак односно поголемиот дел од новинарите, од колегите не размислуваат за последиците кои што ги носи новинарската професија и дополнително на тоа не размислуваат ни за прифаќање на разликите или пак за разгледување. Нумовски, вие сте познат комунист со радикални ставови на оваа тема. Слушнавме власта може да предизвика говор на омраза токму кон ЛГБТ заедницата. Слушнавме медиумите свесно и несвесно може да го направат тоа. Вашето мислење? Па, не се разбира дека власта според моето мислење генерално воопшто не користи говор на омраза во ниту една смисла или пак потесна дефиниција на она што се дефинира или обично како говор на омраза. Значи говорот на омраза може да биде да се определи различно зависно од перспективата, но јас секогаш ги следам уставно-правните терминологии, односно вокабуларот кој што е утврден во клучните документи како што е уставот и законите. Според во Македонија живеат ли хомосексуалци кои што на кои што треба да им се одговори на барањата на нивните барања за правата? Да, видете, ова прашање се разбира историски многу присутно и до ден денес има неколку отворени прашања кои што се премногу апстрактни за да се даде дефинитивен и конечен одговор, кој што потоа би се преточил во некакви уставно-законски промени, односно промени во таа смисла, во смисла на позиционирање и давање на посебен статус на ЛГБТ заедницата. И тоа видите, јас мислам дека собствената сексуална определба е длабоко приватна работа и не би требало да се истакнува, односно да се регулира согласно уставно јавните практики, медиумски дискусии и така натаму. Но како и да е, јас мислам дека Република Македонија не смее да си дозволи самата на себе си да вклучи некакви поинакви определби во законите и уставот, кој што ќе го размишуваат и онака премногу нискиот наталитет на македонците. Тоа е според мене клучниот проблем и тука мислам дека треба да се поддржат сите оние проекти на владата, невладини организации така натаму кои што ќе одат во насока на подигнување на наталитетот на македонскиот народ, нели, во државата Република Македонија, а камоли да презентира некакви нови постмодернистички ултралиберални модели на однесување и на заедничко живење кои што не се соодветни за Балканот и исто така во тој контекст за Република Македонија. Значи, зборуваме за говорот на омраза кон ЛГБТ заедницата. Огнен е новинар, уредник, водител во 24 вести, како што кажав и на самиот почеток. Огнен, оваа година сме јавноста беше секако, да речам, незиното внимание беше привлечено од победникот на Евровизија, победничката на Евровизија, Кончита. Она што можев јас да го забележам е покрај сите тие бурни реакции кои што ги имаше по социјалните мрежи, пред 15 на години се сеќавам на Дана Интернешнл, за која што зборувавме колку убаво пее. Станува збор за трансродово лице. Зошто овој пат способноста за пеење, убавиот глас на Кончита беше во втор план,
наспроти, значи, сето тоа што можевме да го прочитаме. Која е улогата на медиумите, токму во, еве, да се задржиме еве на таа тема? Како медиумите се поставија кон Чита и како се одвиваа натаму работите? Траеше тоа подолго време? Во делот со Евровизијата годинава има многу едноставно објаснување по однос на победата на Кончита, наспроти победата, да речеме, на Дана Интернешнл во 99-та година, ми се чини, кога вам ви се појавува машко, кое што е облечено и изгледа како жена и притоа носи брада. Проблемот кај народот беше што прв пат во животот забележува жена со брада. На јавен настан. Значи, ние жени со мустаки и со бради имаме, и сме имале, но тие ни се во дел од општеството секојдневно, па не ги дискриминираме. Во случајот овде беше проблемот со брадата и мислам дека тука и нема многу реално дискусија по однос на Кончита, која што треба да се развива, бидејќи се тоа се однесуваше исклучително на брадата. Тоа дека ние, овој дел конкретно, е малку уназаден за разлика од пред 15 години, е влијание на политиките кои што се воведуваат на Балканот и на радикалните ставови кои што се стават од страна на политичките партии и доаѓањето, значи да се вратам на оној мој дел кој што е во дебатата, да не им се мешам на господинот Дерала и на господинот Нуновски, доаѓањето на млади новинарски кадри, еве ќе зборувам конкретно за Република Македонија, кои што не разликуваат и не знаат како изгледа говорот на омраза и кои што не прават разлика во слободата на изразување и во говорот на омраза. Значи, говорот на омраза не е слобода на изразување. И тоа мора да го сватиме и да го заклучиме како такво. Значи, вие доколку станувате новинари, тоа убаво си го пишува, особено во Кодексот на новинарите на Македонија, еве за да не го парафразирам, вели во Кодексот на новинарите покрај основниот постулат кој бара од новинарите да ги бранат човековите права, достоинството и слободата, во член 10 е наведен императивот за недискриминација и употреба на говорот на омраза. Новинарот нема свесно да создава ниту преработува информации што ги загрозуваат човековите права или слободи. Нема да говори со јазикот на омразата и нема да поттикнува на насилство и дискриминација по која било основа. Дали национална, верска, расна, полова, социјална, јазична, сексуална, и политичка. И мора да направиме разлика меѓу медиуми и социјални мрежи. Социјалните мрежи се модерни медиуми, но не се медиуми кои што го создаваат јавното мислење. Односно, или се коректура на јавното мислење. Бидејќи вие може да прочитате се што на социјалните мрежи, да ви отвори дискусија, но кога телевизијата, весникот, радиото или интернет порталите, иако се уште се дискутабилни во однос на нивната намена, ќе ви кажат дека нешто е така, вие го прифаќате како такво. Медиумите кај нас мора да сватат дека ние, кога ќе ви речат и колегите, бидејќи одговорноста не е само на новинарот, одговорноста е и на редакторот, и на оние кои што се дел од редакцијата. И медиумите мора да сватат дека не е тоа така народот сака, така народот бара, ние мора да му го дадеме тоа на народот што го сака. Народот го прифаќа тоа што медиумот му го дава. Ајде, Огнен, да видиме од анкетата на рейтинг можевме да забележиме дека дури 78% од луѓето препознаваат говор на омраза кон ЛГБТ заедницата на телевизија, додека 98% на социјалните мрежи. Кои се деловите, со кои зборови може да се препознае дека се работи за говор на омраза? Кои зборови би требало новинарите да ги избегнуваат? Првично, кога велите ние и тие. Нема ние и тие. Сите сме ние. Вие не ги делите она што го спомена и Џабир на, извини на тие што се ословувам, што го спомена и Џабир на почетокот на емисијата. Вие не можете човековите права според Универзалната декларација да ги поделите на тие, на ние, на вие. Значи, тоа е само јазична конструкција која што во основ на застапување на човековите права вие не смеете да ја користите. Бидејќи од самиот старт, кога велите ние во однос на ЛГБТ заедницата, вие автоматски ја оттргнувате од себе си. И тоа значи дека треба да биде посебно разгледувана, дека треба да има посебна терминологија за неа и слично. И мора новинарите да научат и да сватат дека новинарот не е тој кој што го одредува терминолошкиот израз кон одредена маргинализирана заедница. Новинарот треба да го, пошто тоа е и според кодексот и на Република Македонија на новинари и според светските стандарди, каде што новинарот ги почитува и ги прифаќа
оние терминолошки одредници или оние согледувања на себе си која што маргинализираната заедница ја прави за себе. Дали ваквото, како што кажа Огнени претходно, несвесно или свесно користење на говорот на омраза во медиумите предизвикува и физички насилства кон овие лица? Се разбира, иако јас мислам дека медиумите се само една компонента која е за нијанса помалку важна од онаа што се однесува на институциите. Наспроти ова што човекот од моја лева страна бесрамно, бескрупулозно, многу грубо и поносо говор на омраза го кажува, јас морам да кажам дека во едно општество, па нека е тоа и македонското општество кое боледува навистина од сериозни болести, сепак постои едно ниво на одговорност кое е според мене највисоко, а тоа е кај институциите. Институциите, кога тие негуваат политики и практики кои охрабруваат дискриминација, пред се дискриминација и кршење на човековите права и слободи, секако дека ќе генерира атмосфера во која по-екстремно настроените лица или групи ќе почувствуваат простор во кој тие насилнички или со насилство ќе го искажат својот став, односно ќе се пресметаат со поинаквите. Нека се тоа луѓе со различна политичка афилијација, луѓе со различна етничка припадност или припадници на ЛГБТ заедницата која е всушност дел од сите етнички, односно општествени групи. Насилството е евидентно и тоа може само да расте во иднина и токму начинот на размислување кој пред малку го слушнавме е оној што ги предизвикува тие насилнички акти. Значи имате од една страна институции кои прават политики и практики кои тоа го охрабруваат, понатаму ги имате медиумите и апологети на таква сериозно декадентна и насилничка структура каква што можете да најдете меѓу одредени лица кои ги сметаат за интелектуалци се уште некои и потоа имате групи или поединци во општеството, во улиците, во соседствата кои земаат палка или камен и кршат или тепаат. И тоа е тоа. Да се потсетиме дека при самото отварање на канцеларијата на ЛГБТ заедницата во Стара Чаршија имаше физички напад, поточно беше таа канцеларија беше каменувана. Јас до сега не сум наишла на податок дека има уапсени, приведени, осумничени прекршочни пријави, нарушување јавен ред. Мора институциите на системот мора да делуваат согласно уставот и законите. Сигурно има тоа постапка. Тоа беше моето прашање до вас. Сигурно има постапка, се едно без оглед на вие немајте однапред априори да ги отфрлате, да го отфрлате легитимитетот на институциите, кој што патем кажано во овој дел за кој што зборуваме како денешна тема. Јас доколку го завршам прашањето ќе ме разберевте и што сакам да кажам. Значи прашањето мое е дека досега не имам наидено на податок, иако се работи за речиси една година откако се случи тоа, немам наидено на податок дека има разрешница, поточно дека има прекршочни пријави за нарушување јавен ред и мир, за физичко насилство или за како тоа се класифицира, значи во кривичниот закон или во прекршочниот. Дали според вас институциите треба да реагираат навремено за да се намали го. Тоа е направено, ако мислите на конкретниот случај, се разбира дека имате податок дека има некаква разрешница. Не, немам, туку го следев минуски. Може ли да ве дополнам само? Вие ако однапред сугерирате, ако сугерирате вие дека институциите, односно МВР во случајот јавното обвинителство и така натаму не повеле внимателна и подробна истрага како што уставот и законите им наложуваат, токму заради тоа што тие самите како индивидуи имаат некакви нели априори негативни ставови кон ЛГБТ заедницата, односно кон клубот, местото каде што кое што беше скршено нели од насилници и тој настане се разбира осуден и треба да биде осуден и да се надеваме дека ако досега не се фатени и осудени исторителите, дека тоа ќе се случи, но немојте вие однапред да сугерирате и да генерализирате дека токму заради тоа што станува збор за ЛГБТ популација, МВР, односно институциите не постапуваат согласно уставот и законите. Такво нешто не е можно. Но нешто друго сакам да ви кажам. Ми се чини дека да се вратиме конкретно на темата за статусот и улогата и местото
пред се уставно-правниот статус и евентуалните можности за промена на внесување, потоа и стекнување на условно кажано колективни права на ЛГБТ заедницата. Какви вредности видите? Република Македонија, Балканот, па конечно и целиот свет, е резултат на историски развој. Какви вредности мажот и жената се дадености, тие се онтолошки факти, тоа е реалност. Полот, мажот и полот жена не е социјален конструкт, тоа не е абстракција, тоа е природа. И тоа треба апсолутно да се почитува како такво. И се почитувало низ историјата до ден денес. Се разбира, тоа не значи дека треба автоматски да се осудат или да се има она што господинот од моја десна страна постојано го вели некако говор за омрза кон кого и што е говор на омрза ако вие кажете дека не се согласувате со таква сексуална ориентација. Тоа не значи дека вие превземате, тоа не значи дека правите зборувате негативно, односно дека тоа е говор на омрза кој јас не се согласувам со таквата практика, односно со тоа право на избор на конкретни индивидуи. Меѓутоа, обидот да се наметне на колективно ниво некакви нови вредности кои што наместо во Македонија ќе кажуваат дека бракот помеѓу жената и мажот не е правилен избор и не е природен избор, туку се некои други варијанти во таа сексуална интеракција. Тоа е апсолутно за мене неприфатливо и мислам дека тоа неприфатливо за поголемиот број од граѓаните, односно народот. Така, да бидеме поконкретни, зошто сметате дека не постои говор на омрза? Нема, видете, цело време говорот на омрза тоа бара поширока дебата бидејќи има многу димензии. Но ова што постојано, дури и параноично господинот од моја десна страна го потенцира, каков говор на омрза кога тој постојано кога осудува некој за говор на омрза, тој всушност применува говор на омрза. Денес сме 21 век, секој има право да го каже она што го мисли, се знае како е дефинирано говорот на омрза како дело. Какво ништо не се прави. Ми тоа мислам дека таа обсесија на многу невладени организации или некои интелектуалци што зад превезот на голем албанскиот национализам тука се обидуваат да направат некакви промени радикални во структурата. Морам јас како домаќин на оваа емисија, значи тенка е линијата помеѓу слободата на говор и говорот на омраза. Може само да се може слободно. ЛГБТИ центарот во Старата Скопска чаршија. Тука се јавуваше еден одреден конкретен проблем во известувањето од страна на новинарите, бидејќи новинарите тоа го известуваа многу сервисно во смисла беше искршен ЛГБТИ центарот во Старата Скопска чаршија, бе искршен истакла да поведена е постапка, земени се изјави 2-3 од оние кои што го осудуваат нападот, но не се отвораат дебати за кои што се развива зошто е конкретно нападнат ЛГБТИ центарот, зошто се случува тоа. Значи, ние само сервисно ги поставуваме информациите, еве го искршија центарот и толку. Вие кога на народот ќе му дадете сервисна информација дека времето утре ќе врне. И тука нема да отвораме ние дебата зошто нема да врне или како би врнело. А знаете ли зошто е тоа така? Проблем и то не зборувам само за оние. Затоа што грубијани и шарлатани се на првите линии, во првите и во најглавните содржини во медиумите. Значи, медиумите се така поставени под диктат и контрола на центрите на моќ, односно власта. Па нека е тоа коалиција на власт, не е битно. Значи, многу голем број граѓани знаат која е мојата позиција и позицијата на мојата организација, така што не морам посебно да објаснувам тука. Меѓутоа, ако имате вие закон кој е противуставен, меѓу другото, и против стандардите на ЕУ, иако се носи со знаменце на ЕУ, мислам, тотална глупост, не е битно, и кога имате медиуми кои се под контрола на влада која е дискриминаторска, национал-шовинистичка, декадентна и која негува вредности кои му припаѓаат на некое далечно минато, вие имате и такви медиуми во кои грубијани и шарлатани излегуваат и сеат говор на омраза, користејќи го токму тоа, слободата на изразување. Иако ти убаво кажа пред малку дека говорот на омраза не е слобода на изразување, меѓутоа и фашистите во Европа, користејќи го правото на слободата и слободата на изразување, успеаја да дојдат до одредени мали порции на власт и во тие земји кои се развиени демократски земји. Токму тоа, слободата на изразување, безомразниот пристап, им дозволи на грубијаните, шарлатаните, фашистоидните типови, како во Македонија, така и низ целиот свет, да дојдат до максимален израз. И на тој начин да влијаат крајно штетно на генерации
не само на луѓето со кои се обкружени. Ние сме соочени со еден феномен кај нас, со тоа што под превезот на тоа дека ние одиме кон западните новинарства и сега се огледуваме на оние што ни се колеги, да речеме, од западното новинарство, и каде што имате случаи на луѓе кои што водат своји шоуа, кои што кажуваат директно јавно мислење, но ние сме далеку од западната демократија и западното новинарство, па и од источното, да не се разбереме погрешно, бидејќи на истокот Индија веќе признат ред род помеѓу останатите два. Значи не е дека истокот е за останат, па се привлекуваме само кон западот, но западот во однос на новинарството, каде што имате луѓе, ние имаме феномен во Македонија каде што имате луѓе кои што излегуваат директно и повикуваат и на насилство, и на омраза. Значи не сме ние само во смисла на несвесно објаснување на новинарите, еве сега сервисно ќе известам за ова, не размислувам, не е битно, бидејќи така ми е речено, така треба да биде. Туку ние имаме директен атак и повикување на атак кон ЛГБТ и заедницата. Да, а апропо сервисните информации, значи има недостаток на информација. Атак или напад на ЛГБТ и центарот. Тоа не е само криминален хулигански напад. Тоа е напад кој во својата основа е напад или дело од омраза. Токму затоа и споменав дека сервисно ние го известуваме како криминален чин. Еве, нека не бидат ЛГБТ и заедницата, нека не биде вклучена во антидискриминаторскиот закон, што е неправда тотална, и е антиевропски, антидемократски и антиуставно на нашиот устав. Значи, тие можат да бидат гонети по друга основа. Напад од омраза. Дело од омраза. Значи, има други закони во Македонија кои таквиот напад ќе го карактеризираат. Значи, новинарите се и недоволно информирани самите. Значи, не копаат доволно длабоко. Дали тоа е резултат од нивното, од политиката на нивните уредници или газди, или е баш неукост, треба допрева да видиме. Меѓутоа, токму овакви емисии се добри за да се влезе малку повеќе во суштината. Јас повторно се навраќам на господинот Науновски и уште еднаш би се обидела да добијам одговор од вас со аргументи ако може. Зошто сметате дека не постои говор на омраза кон ЛГБТ заедницата, или зошто исто така сметате дека не се дискриминирани и дека нивните права не се оспорени во нашата земја? Па јас не знам за такви случаи. Она што вие премногу апстрактно овде го кажувате како некаков недефиниран и неопределлив говор на омраза на социјални мрежи и така натаму, тоа може и постои, меѓутоа воопшто нема такви радикални форми според мене. Уште помалку има она што беше споменато како имате радикални форми. Се велат во групи смрт за педери. Тоа е радикална форма. Ако е тоа таквите изрази, доколку се експлицитно напишани или кажани, си има стандарди, си има постапки, си има процедури, тие подложат на она што е наречено говор на омраза и јавно и секој може да поведе постапка пред уставноправниот, пред кривичниот, пред судскиот систем во Република Македонија да се заштити правата. И во таа смисла улогата на медиумите треба да биде да внесува толеранција кон таквите личности. Меѓутоа мислам дека овде е друго поважно прашање односот помеѓу нивните индивидуални права кои што се неприкосновени, индивидуални човекови права на собствен сексуален избор, ориентација и така натаму, тоа никој не го спори според мене. И тоа е се во ред. Меѓутоа проблемот настанува кога од индивидуално вие сакате да направите колективно право за одредена популација, која што согласно многу димензии не е прифатливо за општеството и за државата. Значи, дали се разбираме каде е клучниот проблем овде? На индивидуално ниво, ниту јас, ниту не верувам дека некој човек всушност ги осудува таквите лица кои што имаат поинакви сексуални преференции. Тоа не е спорно. Меѓутоа на проблемот е што тие сакаат, има обиди, главно преку некои невладени организации што се финансирани од странски пари, да се направат, да се внесат уставно-правни измени кои што ќе го деконструираат поимот на семејство и на брак во Република Македонија. Тоа е многу опасно.
соочени со нискиот наталитет и соочени со фактот дека ние секоја година се раѓаат се помалку деца и така натаму, ние не можеме како држава, според моје мислење, тоа не треба да се дозволи. Затоа што младите ќе научат од мали нозе поинакви вредности од оние кои што се природни, дадени и историски. Јас се извинувам, дали верувате дека значи намалениот наталитет се должи на хомосексуалноста? Не на хомосексуалноста, не го реков тоа, туку мислев дека ако се внесе некој посилен медиумски и секаков општествен простор, на кој што на младите луѓе им кажува дека се можни и поинакви, односно дека се прифатливи, дека не се проблематични, така да, поинакви избори кои што неминовно донесуваат до тоа дека да се намалува наталитетот, например, не може да има деца двајца мажи. Дали се разбираме? Тоа мислам дека не е прифатливо, а во однос на корпусот на индивидуални права, кои што се разбира се поклопуваат со индивидуалните права на секој граѓанин во Република Македонија. Јас искрено се извинувам што ќе прекинам. Извинете, ја многу добро се забавувам. Да, само кратко, не мислам дека дебатата треба да ја водиме некако во тој правец, но кога веќе ја водиме во тој правец, бидејќи зборуваме за наталитетот и слично и дека имате одредени категории кои што би го загрозиле наталитетот, многу е контрадикторно на една конзервативна партија и демокристијанска партија како што е, да речеме, во ДПМН на власт во изминатиот период, да ви даде предлог, еве во контекст на тоа за наталитетот, да ви даде предлог за разгледување за можност за сурогат мајчинство во Република Македонија. Значи, ако вие се борите за традиционално семејство, за традиционални бракови, за традиционална заедница на маж и жена и да ги научите вашите деца и поколенија од каде излегува бебето, како се прави бебето, кој го прави бебето, тогаш вие не можете да давате предлог за сурогат мајчинство, да речеме. Ако дава конзервативна партија. Тоа е следење на трендовите во државите од Европска унија. Ама не на тие од Шведска. И тоа оди конечно во прилог на подобрување на можностите во таа насока. Така да тоа воопшто не е контрадикторно со она што мислам дека треба да остане како да се задржи и да се развива како клучна општествена и морална вредност кај младите поколенија. Господине Науновски, немате ли вие впечаток дека ЛГБТ заедницата е практично незаштитена во општеството со тоа што не влегува, само дослушајте ме, со тоа што не влегува значи во законот за антидискриминација. Видете кој ги напаѓа? Нема потреба, значи според вас нема потреба од законска заштита. Индивидуални случаи тие ќе си имаат своја судска разрешница бидејќи се третираат од страна на институциите на системот како физички напад, евентуално говор на омраза согласно стриктните критериуми и така натаму. Тоа не е спорно, институциите на системот ги заштитуваат правата на секој граѓанин во Република Македонија, па така и на оние со поинаква сексуална ориентација или определба. Меѓутоа, повторно ќе укажам. Сета ова приказна, мислам дека треба околу правата на ЛГБТ заедницата, мислам дека треба да остане на стриктно индивидуално приватно ниво. Секој конечно си прави собствени избори во животот за многу нешта, па така и во таа смисла. Меѓутоа, не смее тоа да се промовира како нова вредност за новите поколенија и младите деца. Бидејќи маж и маж не може да родат дете. Дали ми разбирате поентата? Ако мора да постои она што е природно и историски дефинирана како вредност. Тоа мора да биде клучна вредност во уставно-правниот зборуваме дека хомосексуалноста се учи во текот на годините, како што расти човек, може ќе се сети на 20 и нешто години дека е хомосексуален. Не се раѓа така. Тоа е веќе како мислите, дали хомосексуалците се раѓаат или стануваат избор за тоа? Па тоа, видите. Дали хомосексуалци се раѓаат или стануваат тоа по собствен избор, тоа е се уште неодговорено прашање, бидејќи има мислења и во прилог на едното и на друго, или пак можеби е комбинација помеѓу двете нешта кои што се главна нели длабинска мотивацијска причина за некој да биде, односно да се артикулира себе си како го поставив ова прашање со цел да се вратиме на темата за која што зборуваме токму во ова студио. Дали можеби ваквите дилеми, прашалници кои што лебдат во воздух, дали се и тие причина за говор на омраза? Дали хомосексуалноста е болест, тренд, фенси? Јас не мислам дека тие се причина за говор на омраза, заради тоа што ако вие тоа го потенцирате и го представите во светло такво, кое ќе предизвика говор на омраза, тогаш да, се причина. Меѓутоа, извинете ако по трет пат го кажувам тоа, кога имате политики и практики, создавање на култура на омраза воопшто,
култура на дискриминаторско однесување кон различните од вас, а вас ветал Господ и само вие имате право на сите права, а сите останати можат да имаат парчиња милост од вашите нели пазуви, тогаш се разбира дека се раѓа омраза. Вие самите во ова студио слушнавте една дузина тези кои навистина се смешни. Тие се вулгарни, грубијански, меѓутоа се и смешни. Тие се држат на маргините во нормалните и здравите општества. Таквите не успеваат уопшто да дојдат до израз. Значи, говорот на омраза, кога вие го поставувате на едно ниво, кој е дел од официјална политика во државата, тогаш се разбира дека и ваквите тези, тоа е тренд, тој тренд треба да се сосече во корен и така натаму, и така натаму. Тогаш самото, кога ќе кажете вие тоа е тренд, тоа веќе покажувате или повикувате на омраза. Дајте да го истераме овој тренд. Дајте да го маргинализираме, односно уништиме овој тренд во нашето општество, кое е такво чисто пуританско, кое негува традиционални вредности. Дебатата околу делот за болеста е излишна да ја водиме во ова студио, со оглед на тоа дека и самата Светска здравствена организација пред 30 години ја има отфрлено таквата дебата и таквата дилема. И дополнително, ако веќе да не излегуваме од рамките на Република Македонија, да не велиме Светската здравствена организација, дополнително Република Македонија, Коалицијата за заштита на сексуални и здравствени права на маргинализирани заедници, ја доби битката по однос на отфрлање од употреба на 3 учебника, каде што имате психологија 1 и 2, особено во високите образовни институции, каде што се велеше дека хомосексуалноста е болест. Тие се исфрлени. Значи тоа не е предмет на дебата воопшто овде. Но затоа се значи битката беше добиена сега пред месец дена, но овде зборуваме конкретно за говорот на омраза. Така. И причините кои што го поттикнуваат тоа. Ти си огнен дел од кампањата Кажи не на хомофобијата и трансфобијата. Колку според тебе ваквите кампањи даваат резултат во јавноста и колку се подигнува свеста кај граѓаните за да се намали говорот на омраза? Мислам дека кај нас кампањите кои што се представени, да речеме, преку билборд, преку флаер, преку одредени одсечоци во вестници и слично, каде што имате слика со јавни личности или одредени луѓе кои што креираат јавно мислење, создаваат јавно мислење, не може да придонесе дотолку колку што може да придонесе самото отворање на самата дебата. И не само самата дебата, туку образовање на општеството во однос на не она што е тренд. Значи, не вие ЛГБТ заедницата не е тренд. Значи, не е тоа сега што се појавило, па одеднаш сега ние разговараме дека некој е хомосексуалец, некој има склоност кон жени, некој кон обата пола. Значи, тоа не е тренд. Значи, тоа е нешто што е дел од самата личност. Вие не можете да поставите како тренд нешто што човек е. И што е многу погрешно во суштина. Значи, тоа се тие замени на тези кои што се прават и во медиумите особено, бидејќи од тој аспект зборувам, особено во медиумите, замени на тези кои што се прават. Например, кампањата која што ние водиме кампања која што во светот, особено на западот, се водеше, одредени општества не ја ни водат, воопшто си го имаат и прифатено тоа. На западот се водат се уште одредени коректури. Но ние водиме кампањи за нешто што во Европа и на западот се водеше пред 20-30 години. Да кажеме не на хомофобијата и трансфобијата. Трансфобијата, да, сега е предмет на дебата во поглед на светот, но хомосексуалноста, бисексуалноста и слично не се предмет на дебата. Сега дебатата се води во светот за, да речеме, легализација на одредени бракови. Она што и господинот Нумовски го зборува за легализација на гебраковите кај нас. Проблемот е што ние медиумите тоа го користат, одма на народот им се сервира, чекај сега тие ќе се земаат маж со маж, ќе гледаат дете. Не. Овде борбата моментно се води во поглед на тоа да се добијат правата. Знаете кои права ги немаат? Значи, за да се влезе во цивилна заедница, значи, на еден маж со друг маж или една жена со друга жена, за да влезе во цивилна заедница, тие немаат права, например, доколку имате маж и маж, кои што се заедно во врска 10 години, нив не им потпаѓа по закон
како што да речеме би им да се признае маж и жена кога би живееле заедно, па дури и да не се земени, да не се во брак. Да, цивилна имаат, да. Се создава после 5 години цивилна заедница. Да. И под автоматизам тука се дискриминирани, бидејќи тие луѓе создавале нешто заедно, тие луѓе вложувале заедно, тие луѓе заедно плаќале даноци на оваа држава, иако под отделни имиња и презимиња. Значи тоа е проблемот кај нас. И со тоа што тој човек, доколку кој што живее 10 години да речеме со својот партнер интимен, значи да, интимноста си е во креветите. И на едната, и на хетеросексуалната, и на хомосексуалната. Но тој човек, доколку неговиот партнер биде хоспитализиран поради одредена здравствена состојба, тој човек нема право да влезе во собата кај неговиот партнер. За тие права се зборува. Никој не зборува се уште овде за геј браковите. Ние немаме се уште ментално ниво достигнато за да водиме такви дебати. Или да водиме дебати за сурогат мајчинство кои што се резултат, па на сите овие дебати претходно. За тие дебати се зборува. Дека човек не може да си го посети својот партнер, или доколку утре други ден партнерот почине, на останатиот партнер не му следува ништо. Семејството едноставно му прави пријатно. Тоа е дебатата за која што се води. Тука е дискриминацијата која што се прави. И тоа е она што медиумите не го зборуваат. Што зборуваат исклучиво од страна на сервисно новинарство. И претходно сакав да кажам дека вината не е толку во новинарите колку во самата уредувачка политика или во редакциите, но не. Размислив и вината е во новинарите. Новинарот е тој кој што не треба ад хок да ја прифати одлуката на својот уредник само затоа што има функција над него. Туку и да ја преиспита одлуката. И да може да ја турне таа идеја да излезе на медиум. Зборувам за оние кои што не сакам да се изразувам со изрази провладини и опозицијски медиуми, но зборувам и за оние медиуми кои што се сметаат за отворени за ваквите прашања, сепак не излегуваат од рамките на сервисното, или ако е тоа малку надвор од рамките, тоа еве ќе ја поместам чашава овде, па сега ќе видиме каде паѓа сенката, ама толку. Науновски, не сметате ли дека треба да се задржиме токму на овие работи кои што ги спомна сега Огнен, како што е цивилна заедница која што им припаѓа, значи на хетеросексуални парови кои што не се во заедница во брак, односно Кој што не ги признава законот. Да, точно, да. Огнен што туку ги посочи правата кои што ЛГБТ заедницата ги бара, а не може да ги добија. Од друга страна, вие кажавте дека кој ги осудува и сметате дека ги имаат сите права. Видете, овие права се, кои што ги спомна господинот Огнен, се апсолутно легитимни и тие треба да се проследат на секој можен начин до институциите на системот и потоа преку јавна дебата и така натаму, што е веќе во тек конечно, иако јавната дебата е многу важна, тука сте во право и медиумите треба во таа смисла апсолутно да поттикнуваат толеранција кон различните од нас во секоја смисла, а конечно, најмногу за ова за кој што зборуваме денес. Меѓутоа, проблемот е префрлувањето од индивидуалните во колективните права. Сега, колку што знам, во уставот и во законите не постои диференцијација, не се ставени разлика, не се прави разлика помеѓу некој хетеро, хомо, бисексуалец и така натаму. Значи не се ставени разликите. Дури мислам и дека веројатно е подобро воопшто и да не се диференцираат, затоа што така самите себе си се жигосуваат оние кои што сакаат да стекнат корпус на одредени права во колективна смисла, проследено преку законски процедури. Во таа смисла, овие права што ги слушнаме треба да се постават пред институциите и конечно државата, општеството преку јавна дебата и така натаму да се донесе одлука, но она што морам уште еднаш да го потенцирам, не станува околу трендови и така натаму. Тоа се метафизички прашања за кои што постојат различни мислења и различни теории, кој, како, зошто, дали е природна, дали не е природна, дали е некоја ментално пореметување, дали е параноја и така, тоа е веќе друго, да. Бидејќи ако ви каже дека имате пандемија на сипаници Светска здравствена организација, ќе го префатите тоа. Да, добро, ворете, јас лично сум против тоа да се издигне како нова вредносна парадигма во македонското општество. Значи тоа е мојот став. Значи да се издигне тоа на колективно ниво. Да зборувате за вредностите. Добро. При тоа тие вашите вредности да ги наметнувате врз одредена групација. Не, нема наметнување. Вие 21 век сме, има слобода на говор. Јас го кажувам мојот став. Тој го кажа неговиот став, вие го кажавте и така натаму, значи имаме право. Зошто вие однапред секој што не се согласува со вас, вие го осудувате, го стигматизирате дека говори дека се чувствувате навреден ли кога ќе ви кажат дека сте хомофобичен?
Се чувствувате ли навреден кога ќе ви кажат дека сте хомофобичен ради никој не ми вашите кажал дека ставови? сум хомофобичен до сега, туку јас само кажувам дека во Република Македонија овие уставни законски решенија во однос на условно кажано забрана за продор на некои нови вредности кои што ќе делуваат многукратно и на многу нивоа и на многу места негативно по самиот опстанок на македонскиот народ и македонската држава, за мене се најбитни. И тоа е моето мислење. Мислам дека сферата на сексуалната определба, ориентација и така натаму треба да остане стриктно приватна. Одреден корпус на права можеби со текот на времето, со силни издржани аргументи и преку јавна дебата пред институциите на системот треба да се добијат и веројатно ќе се добијат со текот на времето, но сум апсолутно против некој да наметнува вредности дека е нормално маж да живее, односно маж да склучи брак со маж. Видите, така светот, тоа е она што вие го велите цело време, да се извинувам. Така светот ќе престане да постои, така ќе нема деца. Она што цело време го велите, наметнувањето на барањето на индивидуалецот. Ве цитирам, барањето на индивидуалецот да стане колективно. Вие сте индивидуалец, кој што велите дека не е природно да речеме да биде маж со маж. Па според мене не е, но тоа не значи дека за некој друг можеби е природно и го почитам правото. Зошто е говор на омраза, само да ви објаснам, да не се навредите, не е тоа, разговараме сега општо. Вие како индивидуалец излегувате на медиум, вие автоматски се создаваш на јавно мислење, го знаете, тоа да не се објаснуваме околу тоа. И вие како индивидуалец наметнувате ваше мислење за колективитет. Вашето индивидуално право сега го наметнувате како колективно на оние кои што се чувствуваат дискриминирани. Така е секогаш тоа во односот медиум и јавност. Да му дозволиме и на Џабир Многу ме радува што во голем дел од јавните настапи на хомофобите и оние што шират говор на омраза се забележува параноја, која ги доведува во ситуација да бидат крајно конфузни и тука да лупаат баш секакви работи во тоа кога настапуваат. И на тој начин стануваат самите смешни и се надевам дека во некоја перспектива, што е можно кратка се надевам, поголемиот дел од јавноста ќе свати дека тоа се нешта кои не треба да ги следат, не треба да ги одобруваат, напротив треба да направат и нешто повеќе, туку односно да бидат активни против таквите појави, таквите девијации во општеството. Што се однесува до стравот, дали ќе изгине човечкиот вид заради тоа што ќе им се даде на хомосексуалците, односно на ЛГБТ заедниците повеќе права, односно еднакви права како и сите останати. Јас би сакал да ги уверам, односно да ги успокојам сите што се плашат за опстанокот на човечкиот род на оваа планета, дека ЛГБТ заедницата според статистиките не е во малцинство. Дека хетеросексуалците во светот се во мнозинство и така било од секогаш. Тоа што се малцинство не ги прави болни или исклучоци и сето тоа, напротив, најубавите животински видови се во малцинство. Најубавите појави во небото, на небото што ги гледате се доаѓаат еднаш во десетици. Вие се потврдувате дека хомосексуалноста е неприродна, според ова што се кажате. Понатаму зборуваме за тоа дека човечкиот род е всушност многу разнобојна појава на светот, на оваа планета, која не се состои само од два пола, туку најмалку 3-4. Слушнавме дека третиот е дури званично во Индија признаен. Некои зборуваат и за над 5-6 различни полови. Сепак, оној пол машки и женски е на некој начин доминантен на оваа планета, што не значи дека тоа ќе биде така до крајот на постоењето на планетата. Меѓутоа, во ова време, во наредните не знам колку векови, веројатно ќе бидат во мнозинство и дека оние што се плашат за опстанокот или на етнички или национални или па еве целосно гледано на Homo sapiens видот, не треба да се плашат, јас ги успокојувам, тоа што го зборувам врз основа на научни факти и статистика. Значи не се секирајте, ќе опстанете.
нема браковите меѓу хомосексуалците да бидат проблем за обстанувањето на етничката заедница. Напротив, хомосексуалните бракови ќе донесат уште повеќе среќни деца. Заради тоа што тие деца што се без родителска грижа од X причини, ќе можат да се вдомат во бракови кои, барем од оние бракови хомосексуални што ги знам, неверојатно добро се грижат за своите деца, им даваат одлично образование, одлично воспитување и не секогаш излегуваат хомосексуалци од тие бракови кои посвоиле дете. Почесте процентот на хетеросексуални деца Именно, од хомосексуални тоа сакам да кажам. колку спротивно. Джабир спомна хомосексуални парови, дека ги има како пријатели. Дали вие имате пријател хомосексуалец? Не, јас познавам некои луѓе што имаат таква сексуална определба и го почитувам нивното приватно право. Како пријател баш? Па, не знам што би значило пријател, тоа се веќе други дефиниции. Небитно, не, апсолутно. Јас Не го на бугарски пријател, на македонски. Не, видете, апсолутно ги поддржувам толеранцијата и толерантен однос кон различните од нас и во сексуална смисла. Тоа не е спорно. Туку јас зборувам за она префрлување, оној трансфер од индивидуално ниво кон колективни вредности. Тука беше нели мојата интервенција и цело време зборувам за тоа дека тоа би имало многократно негативни ефекти за државата и за општеството и за македонскиот народ. Тоа беше моја клучна теза во целата емисија. Може ли само да кажам При крај сме само на емисијата, да. Би сакал да кажам дека оние што се во ЛГБТ заедницата имаат свој семејства, имаат своја мајка, свој татко, свој брат, сестра и така натаму, имаат свои другари и другарки. На сите овие што ги спомнав категории луѓе, кои може да бидат и хетеросексуални, во поголем дел, им е многу тешко да живеат во општество во кое има таква омраза и такво насилство кон нив. И тие луѓе имаат мајки и татковци, кои ги сакаат своите чеда и кои сакаат се најдобро да им се случува во нивниот живот. Значи јас, моето дете, без оглед на тоа дали ќе биде хомосексуалец или лесбејка или хетеросексуално лице, му сакам се најдобро во животот. Сакам да биде среќно, сакам да сака, сакам да биде сакано. И тоа ми е најбитно во животот. Значи, поаѓајќи од себе, знам дека и овие луѓе им е тешко во вакво општество и со вакви карактери и со вакви политики. Толку имам да кажам за тоа. Ние привршуваме, стигнавме до самиот крај. Ви благодарам што бевте гости во студиото на Безобразно. Ви благодарам и вам, почитувани гледачи. Се надевам дека за овие 45 минути успеавме колку толку да ја подигнеме свеста против говорот на омраза кон ЛГБТ заедницата и се надевам дека ќе бидете со нас и понатаму во следните изданија на емисијата Безомразно. Пријатно!